Се гледа светло на крајот од тунелот меѓу сите непознати со кои обвиен договорот со Бехтел и Енка. Тоа што се нема целосен увид не е толку важно. Значајно е тоа што никој повеќе не може да се прави слеп. Добро е што се крена прашина, барем ќе се отворат 4 очи околу трошењето на буџетските пари. Прав, не се крева ако се е чисто, туку само онаму каде што постојат валканици. Доколку навреме не се интервенира, тоа е претпоставка за создавање алергии, а за нив, ако не може да се третираат, потребно е болничко лекување. Ама ако ме прашувате дали би сакал во вакви услови да се лекувам и да се лечам, ви кажувам не. Тоа што министерот има забелешки за нивото на услуги кои што ги дава ресорот не значи дека на располагање се нема здравство кое може да одговори на предизвикот. Изборот меѓу приватно и државно сепак е прашање на тоа во која од двете држави се живее. Имате вие и две Македонии. Имате една Македонија која што е рај за функционерите и за овие елити и која што е пекол за обичниот граѓанин. Но освежува и треба да ги прави срекни со знанието сите жители во таа втората во големата држава дека таму скромно живеат лица со висок морален интегритет, за разлика од малата група, налепена на грбот на таа малата држава, кои немаат никакви скруполи. Не може ние од арами, од крлежи да ствараме елита. Никој намерно не создава таква елита, дури и делови од неа сметаат дека се паднати од небо и се ставиле на располагање да помогнат, па дури и по цена на тоа што од највисоката морале да се трансферираат во пониска класа. Значи сите се различни, ја гледам дека е најмало од сите вице-премиери и од премиерот и е многу помало од претходната плата во моето претходно работно место. И на крајот, помала или поголема во таа држава владе некоја современа Божја правда. Според неа, доволно е да се крстиш во име на некој актуелен бог, бидејќи само тој помага за простување на сите гревови. Јас сум верник, почитувани медиуми, почитувани колеги. Јас верувам во Господ, јас верувам во себе, верувам во сите вас. Тоа што судиите веруваат во Бога е во ред, но Господ ќе треба да е на помош, бидејќи веќе никој не верува во нив.